Интересно е да не обвинувате нас за тактики за презентирање на информации, кога вие доаѓате од партијата која што спроведува Гебелсова пропаганда во Република Македонија. И тоа не е само наша констатација, тоа е констатација на сите релевантни меѓународни извештаи кои што зборуваат за состојбата со медиумите во Република Македонија. Класичен Гебелс или севернокорејски тип на известување. Инаку, навистина не можам да ве разберам како правник, како можете да кажете дека не се работи за прекршување на Устав и закон, кога председателот практично даде амнестија. И тој тоа го вели во неговиот говор. Вие знаете, како председател на Законодавно-правна комисија, дека Собранието е надлежно да дава амнестии. Не е надлежен председателот. Тој изврши упад во надлежностите на ова собрание и најмалку што очекувам е вашите, вие како членови на собранието, да се ставите во заштита на оваа институција во која што работите. Убаво е што го потенциравте тоа дека членот 11 предвидуваше дека помилувања по исклучок се даваат кога е тоа во интерес на Републиката. Па баш ме интересира кој е интересот на Републиката да се аболицира некој политичар кој најгрубо и со умисла, злоупотребувајќи ја службената положба и овластување, од одмазнички причини, само затоа што некој имал поинаква политичка определба, нанел огромна штета со уривање на стамбено-деловен комплекс кој бил во фаза на изградба. Кој е државниот интерес да се руши комплексот Космос? На ваков начин, со злоупотреба на службена положба и од одмазнички причини. Понатаму, кој е интересот на Републиката да се аболицираат лица кои што извршиле масовно прислушкување во Република Македонија и кои што ги уништувале доказите за тоа? Еве овдека ви стои во една од пресконференциите на специјалното јавно обвинителство, например, само еден мал дел ќе ви прочитам, осомничени се лица кои што со умисла и помогнати од друг, со пречекорување на службеното овластување, ги уништиле системите за следење на комуникации и нанеле штета на средствата на државата и буџетот на Македонија во износ од 10 милиони евра. Кој е интересот на Републиката овие лица да се аболицираат? Или кој е интересот на Републиката да се амнестира злосторничко здружување, лица кои што се здружиле за да вршат повреда на избирачкото право, да вршат повреда на слободата на определување на избирачите, да вршат подкуп при избори и гласање, да уништуваат изборен материјал, да ги злоупотребуваат средствата за финансирање на изборна кампања. Јас навистина не можам да видам во овие дела дека постои интерес овие дела да бидат аболицирани. Интерес на Републиката е гонење доследно на криминалот кој што го направиле, бидејќи ова се тешки кривични дела. Јас разбирам дека вие имате потреба да го браните Уставниот суд, но после онаја одлука на Уставниот суд, во која што истата иницијатива се отфрла кога е поднесена од господинот Павле Трајанов, а се прифаќа кога е поднесена од господинот Талат Џафери, имаме крунски доказ дека Уставен суд во Република Македонија не постои. Добро е тука и господинот Џафери може да ни објасни како него му успева неговите иницијативи да поминат пред Уставниот суд, нешто што на другите, исти да ги напишат, на другите пратеници не им успева тоа да го направат. Ама тоа зборува за авторитетот на Уставниот суд кој што вие сакате да го браните. И точно е, официјално е она што е објавено во службен весник како одлука на Уставниот суд. А објавеното, кое што е официјално, е дека Уставниот суд не е надлежен да врши законодавна функција и да нормира прописи со враќање во сила на оние одредби кои повеќе не се во правниот поредок. Точка. Тоа е официјално. Благодарам.
Процедурално Тала Џафери. Повелете.